Собранискиот спикер нема право да потпише указ наместо председателот на Републиката. Противуставно е објавување на Законот за употреба на јазиците и на Законот за ратификација на спогодбата од Преспа во службен весник без параф од шефот на државата. За сличен случај во ноември во 1998 година се произнесе и Уставниот суд, укинувајќи го тогашниот Закон за употреба на знамињата, преку кој припадниците на националностите го изразуваат идентитетот. Во образложението судот наведува: Судот на седницата утврди дека указот со кој се прогласува Законот за употреба на знамињата е потпишан од председателот на Собранието на Република Македонија во својство на председател на државата, иако на председателот на Републиката не му престанала функцијата, ниту бил спречен да ја врши. Според судот, не е исполнет ниту еден од условите предвидени во Уставот, кога функцијата председател на Републиката може да ја врши председателот на Собранието или тој да го заменува. Оваа одлука на судот се однесува на указ кој во 1997 го потпиша Тито Петковски како председател на Собранието, кога шеф на државата беше Киро Глигоров, кој одби да го потпише конкретниот закон. И универзитетската професорка Каролина Ристова Астерот, поранешна пратеничка и некогашен висок функционер на СДСМ, смета дека со ова уставот е погазен. Џафери флагрантно го повредува Уставот. Тоа е правно насилие на исто равниште како она со физичкото во Собранието, а реакцијата треба да биде игнорирање и бојкот на овој незакон, кој не е контроверзен, туку апла повреда на рамковен Уставот и на други уставни одредби. Нека пробаат да казнуваат, врз основа на што? На недефинирани деликти, со какви санкции, со некакви кои одат до перверзна диспропорционалност и представуваат сурово и невообичаено казнување. По двата основи може тужби до Страсбур, како и немање почек, и тоа никаде го нема. Законот допрва на уставен, а за него треба реакции и кај гарантите на рамковен и до сите институционални играчи надлежни за проширувањето. Ова овде не завршува. Законот за употреба на јазиците два пати беше изгласан во Законодавниот дом на 11 јануари и 14 март минатата година, но председателот на државата Ѓорѓе Иванов одби да го потпише указот за негово стапување во сила.